Работата оди согласно предвиденото, согласно акциониот план за градба на овие автопатишта и во Источна Македонија патот Скопје-Штип и во Западна Македонија патот Кичево-Охрид. Ангажирани се 1500 работници, од кои што дури 1100 се од Македонија. Ангажирана е голема градежна механизација, од кои што најголем дел, отприлика 80%, може би и повеќе, се од македонски компании. Например, на потево Скопје-Штип има 215 возила или машини што се ангажирани, од кои што 174 се од Македонија. На другиот дел е уште подобра состојбата, 190, 182 парчиња опрема, дали е тоа возила, дали е друг вид на опрема, се од македонски компании. Така што добро е, работите тргнаа, влијае на вработеноста, а долгорочно ќе влијае многу и на комуникацијска поврзаност помеѓу регионите, помеѓу главниот град и регионите во Македонија, така што тоа е супер. Исто така, значајно е што и следната година имаме значајни активности. Прво, некаде средината на следната година треба да почне градбата на експресниот пат Штип-Кочани, понатаму градбата на експресниот пат Градско-Прилеп, а некаде кон крајот на следната година, најдоцна почетокот на 16-та, ќе започне и градбата на автопатот Требениште-Струга и на експресниот пат од Охрид до Пештани. Всушност целта е да се стигне до Свети Наум, но првата фаза е од Охрид до Пештани. Исто така, како што еднаш спомнав, имаме начална согласност од една крупна меѓународна компанија, кое што кажа дека ќе се јави на престојниот оглас за изнаоѓање на концесионер за автопатот Кичево-Гостивар. Тоа многу не израдува, затоа што тие кажа дека под оние услови кои што ќе се објават, дека тие ќе пристапат со понуда и ќе ги прифатат тие услови. Доколку нешто не се предомислат, тоа ќе значи дека ќе имаме градба на уште една делница автопат, може не скапа, може не голема, бидејќи е планински регион и исклучително тежок за градба. Тука не ги спомнувам помалите регионални реконструкции, локални патишта, тоа веќе го позабравивме дека градиме многу локални патишта и минатата година, и оваа година, и следната година.